почитувана Ирина, драга европратеничка, драго ми е што следите ситуацијата кај нас. Мислам дека имате една реална слика, реален увид. Ке се обидам да објаснам некои од поентите кои што ги отворивте, затоа што сметам дека е важно и за пратениците во Европскиот парламент, меѓутоа и за јавноста. Навистина во последните 5 години покрај сите пречки проблеми што ги имаме во моментот, имаме еден сериозен рапиден скок во слободата на медиумите, во вклученоста на граѓанските организации, иако таму секогаш има што да се направи, никогаш не е доволно. Јас би кажал, бидејќи и како министер за правда работев на тоа поле многу, го зајакнавме законот за во исто време за кривичниот законник за заштита на новинарите како службени лица при нивната работа, и тоа беше на барање на Сдруженијето на новинари. И се надевам, еве и апелирам до пратениците во собранието, во интерес на новинарите и нивната зајакната улога и работа, да се усвои законот или измените на кривичниот законник во тој дел што побрзо. Исто така, во преговори со Сдруженијето на новинари направивме измени и дополнување на законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, каде што сериозно, ако не се лажам, 10 пати се намалија казните за клевета, односно паричните санкции. И тоа, според нас, иако дури од некои новинари беше критикувано како преголема либерализација, мислам дека е уште еден начин како да се поттикне слободата и да се заштитат новинарите со 10-кратно намалување на паричните казни за клевета и навреда. Секако, мислам дека ние имаме помал проблем во законодавството и во законодавната рамка, а поголем проблем во имплементацијата. И тука неколку пати сме апелирале на јавното обвинителство. Она што го дознав вчера од медиумите е дека во Скопското јавно обвинителство, како најголемо јавно обвинителство, е воспоставен контакт лице, јавен обвинител, кој што ќе се грижи за заштита на новинарите од говор на омраза. Мислам дека е тоа добра пракса во имплементација на законите, затоа што до сега клучен проблем во борбата против говорот на омраза кон новинарите, а и кон други јавни личности, не само кон новинарите, меѓутоа, бидејќи за нив прашавте, беше токму тоа, постапувањето на обвинителството и процесуирањето на тие случаи. Се надам дека ова воспоставување на контакт точка ќе помогне во имплементацијата на овие закони кои што се важечки во моментот, кои што треба да стапат на сила по нивното усвојување. Во однос на јавниот радиодифузер, македонската радиотелевизија, мислам дека е ова долгогодишен проблем, кој што за жал ја доведе и таа куќа во таа ситуација во која што е сега, и финансиски, и програмски, и секако. За жал, таму поради правилата на игра кои што ги воспоставивме, тешко е да се дојде до консензус за промена на програмскиот совет и на раководството, и тоа е врзано со законите ние ги имаме законите, меѓутоа и тие не се спроведуваат и таму. Има подадена рака од владата во разговори со опозицијата да дојдеме до решение, бидејќи таму сме обврзани на двотретинско мнозинство. Би помислил дека и одговара на опозицијата да остане ваквата ситуација, меѓутоа еве оставаме простор се уште да постои пружена рака да се договориме како да направиме реформата во програмскиот совет, во составот и во, бидејќи и мандатите се истечени веќе на тие луѓе, и навистина би било и сличното важи и за АВМУ, за Агенцијата за аудиовизуелни услуги, така што и сите функционираат во истата ситуација од пред 5 години, а иако има законски можности за сериозна реформа. И тоа е непосредно врзано и со финансирањето. Така што мислам дека постои желба, постои притисок од медиумите кон владата, особено од телевизиите, да се реши на еден праведен и правилен начин јавното финансирање за јавниот радиодифузен сервис, но и јавното финансирање за приватните телевизии, можноста да се воспостави повторно, меѓутоа под поинакви услови од оние што беа до пред 6-7 години, кога имавме влада на ВМРО ДПМН, како што спомна
пратеничката Василевска, кога имаше пак реакции дека се даваат селективно и само на медиуми блиски или со цена да бидат блиски кон владата. Наша цел не е тоа, наша цел е да излеземе во пресред, бидејќи знаеме и дека медиумите се во сериозна финансиска криза и дека тоа влијае на квалитетот на информирањето и на работата генерално, и сакаме да излеземе во пресред, но тоа да биде направено под принципиални услови, со учество на сите и политички партии, и на крајот ефектот да биде зголемување на квалитетот на работата на медиумите и потикнување и презервирање заштита на нивната слобода. Така што имаме уште многу работи, меѓутоа и тука мислам дека ќе треба да најдеме начин преку надвор од партиските бои да разговараме, бидејќи ова се теми кои што гледаме долгорочно се на агендата и нема да можеме да ги избегнеме во било која варијанта, односно за да го држиме нивото на просперитет, нивото на напредок и нивото на позитивни оценки, ќе мора да најдеме долгорочни решенија што надминуваат мандат на било која влада. Благодарам.